Емотивно и истовремено почувствував една голема радост. Многу ми е мило што може да ги запознам и што ми даде Господ прилика да помогнам некаде. Многу битно е да ја разбудиме свеста кај сите луѓе. Ни требаат само 75.000 македонци ни требаат, кои би дали, например, сите по едно евро или секој помалку заедно, ако се здружиме, ако навистина размислиме што можеме заедно да направиме, никој нема да осети некоја дупка во джебот, ако сме многу, тоа сакам со тоа да кажам, така да ова е само почеток. Јас ќе продолжам и понатака да се борам, да направам се што е можно да се соберат што повеќе пари и се надевам дека македонците, не само во Македонија, него во целиот свет, ќе ме поддржат во оваа акција. Јас ќе се борам да можам за тоа и навистина се надевам дека ќе ми се придружат повеќе луѓе и повеќе јавни личности, популарни личности, не само од естрада и од спорт. Би ми било драго ако се обединиме како македонци за една убава ствар. Еден не може секому да помогне, ама сите можат некому да помогнат. Се надам дека ќе успееме да се бориме заедно за оваа ствар. Еве, кажавме нели дека сите можеме многу да направиме. Една порака до сите слушатели на Куманово. Од Даниел Кајмаковски. Да, пред се сакам да го поздравам цело Куманово и ми стигаат секој ден многу позитивни пораки, поготово од Куманово. Многу ми е мило што можам вака да помогнам. Една порака до сите, како што реков, нека ни се придружат во оваа акција. Прифаќаме секакви идеи. Јас веќе на финалето кажав дека спремен сум за било какви акции, настапи. Стигаат и доста понуди од организатори, кафичи, дискотеки од Куманово кои би сакале да направат една вечер со мене и сите приходи сите средства кои ќе се соберат би ги донирали исто така за фамилијата каде што се донира. Така да прифаќам, доаѓам, ќе бидам почесто во Куманово, не само во Куманово, планирам навистина и секаде низ Македонија да се обидам да најдам повеќе средства и се надевам дека има доволно добри македонци. Дај Боже и другите естрадни звезди да тргнат по вашите патеки. Па се надевам, знам дека многу некои исто како и мене се борат и се хумани луѓе и многу често заедно сме учествувале на хуманитарни концерти, исто така за девојчето Тамара која пред некоја година исто за жал почина, но ние секогаш се бориме за секаде каде што можеме. Тука е Тамара Тодиска, знам дека е голем хуманитарец. Сите Сашко Коцев го спомнавме. Мислам дека сите уметници и луѓе кои се занимаваат со спорт и слично, имаат големо срце, можат да бидат пример за други луѓе и тоа е најбитната работа. Може би едноставно ако бидеш пример за други, ќе направиш многу повеќе ако разбудиш некој свест. Овој ваш гест покажа дека навистина сте многу голем човек, поголем од онаа што го знаевме Даниел Кајмаковски, човек со срце како планина. Ви благодарам многу. Дај Боже да ви даде Господ се што си посекувате во животот, многу здравје и успех и да ви го позлати патот. Единственото што е најбитно во животот е здравјето. Тоа сите треба да сме веќе среќни и задоволни со тоа. Така да на сите им посакувам многу здравје и љубов. Тоа е најбитното во животот. Даниел, ви благодарам